Добър вечер и убава вечер от Владо Павлов. Ќе почекаме малку, затоа што на ваше барање ќе зборуваме ова вечер за Македонија, за нашето обединување и за се оно што значи Македонија и ќе почекаме уште малку, затоа што ние немаме друга земја освен Македонија и редно е да знаеме зошто треба да ја сакаме Македонија и редно е да знаеме зошто е потребно се македонско обединување и редно е да знаеме дека треба да бидеме космополити, затоа што сите ние се напојуваме од еден исти извор на вода, на жива вода, и сите ние потекнуваме од еден заеднички прататко дарител на семенскиот материјал. Дали сме тука сите, кои што ја баравте ова тема од Владо Павлов, а јас ќе почекам уште малку да се приклучите повеќе за да можеме да дебатираме за нашиот живот, за нашиот кутлеж, за нашата искра на животот и за се што е Македонија и зошто треба се македонско обединување и зошто се играат и зошто сите други играат на картата на Македонија, за да знаеме зошто ние го правиме тоа на добра волја. Ајде да почекаме малку, да се приклучиме и да дебатираме на она што го барате од мене за Македонија. Додека да се присобереме повеќе, да слушаме музика од нашето време, тоест од моето време. Уште малку посилно. Ве чекам со прашања. Добро вечер, Љупка, Стојане брат, добро вечер. Весна, биди жива и здрава, Блажевска, добро вечер. Слању добра вечер и мирна вечер, со многу љубов. Тематиката е опиплива, тематиката е Македонија и зошто треба да има се македонско обединување во овие критични моменти, во време кога Максимот ја доживува својата кулминација на темнината, тоа значи почеток на светлината. Даце, добро вечер. Ќе почекаме уште малку.
Поздрав, брат Иле. Ке се видиме деновиве. Намали малко. Да, Драгана, поздрав до тебе. Да, знам. Овде сум во Битола, ти пишувам утре и пиеме кафе. После толку години. Буковски ливади не чекат, Иле. Договорено, се гледаме. Значи вака, Драгана, точно е дека Македонија е алфа и омега, а што не интересира нас дали некој во светот ќе прифател за нас дека Македонија е алфа и омега. Доволно е ние самите да знаеме дека е алфа и омега. Или ајде на македонски. Македонија е почетокот и крајот. И нема потреба да чекаме светот да ни го признае тоа. Универзумот треба да го признае, и веќе го признава тоа. А ние тоа го докажавме. Важи, или ако сум во можност, имам некои активности, ама ќе дојдам. Буково знаеш. Буково ми е слаба точка. Уште од пред години кога заедно бевме јас и ти, Иле. Значи, почетокот секогаш велат дека бил поврзан со Рајската градина. Рајската градина или првата територија од каде што настанал животот не може да почне без етерот, не може да почне без тие јони, тие пајони, тоест негативни јони. А символиката која што е поврзана, Драгана, со Рајската градина е символот свеќето на животот. И затоа ги повикувам сите мои сограѓани, наместо на чушки да слават на нешто што не е завршено, со плех музика да дадеа подршка за најстариот доказ кој што е поврзан со Македонија и со наши кочани. Затоа што целиот свет ја бара вистината, целиот свет е поврзан со митологијата, а митологијата е ставена се со една единствена цел, за да ние денес не ја знаеме вистината. Тоа значи дека овој доказ е оставен од нашите предци, за да знаеме што значи Рајската или Еденската градина. Или во превод, првата територија од каде започнал животот на земјата.
Дали тоа ќе биде прифатено или не, времето ќе покажи. Едино што треба во ова време на максимот на темнината, кој што е почеток на светлината, е воскреснување на космополитизмот. Космополитизмот е нешто кое што било зацртано кај нашите древни македонски цареви. Или во превод, космополитизмот значи дека треба да се почитуваме сите како браќа и сестри. Кога секој од нас и кога ќе го гаи тој космополитизам, и сите ние сме како браќа и сестри, не можат никакви екстремисти да доминираат и да прават братоубиствени војни. Затоа е потребно се македонско обединување, без разлика на политичка определеност и без разлика на религиозна определеност. А тоа значи дека треба да го почитуваш секој оној кој што живее на ова парче земја кое што денес останало да ни сведочи за Македонија. Затоа што тој универзум, затоа што Бог или било кој одлучил да биде на ова поднебие. Ки треба секој да се почитуваме како брат и сестра. А тоа значи дека треба да ја шириме и гаиме позитивната енергија. Независно кој на која религија припаѓа или кој на која политичка определеност, треба секогаш да се обединува ако некаде во некој простор се појавува негативна енергија. Независно дали е тој од било која религиозна определеност. Затоа што една негативна енергија раѓа 10 нови, а 10 нови раѓаат 100, и тоа би идентично како што едно зло само по себе раѓа нови 10 зло, а тие 10 раѓаат 100 зла. Откако објаснивме и свативте дека ние не сме расисти, а сме националисти, затоа што си го сакаме ова парче земја и не сакаме да пресудуваме на никого, ама треба секогаш да се бориме со вистината. Вие знаете, а и објавив, и реално честитав на сите. Вие знаете дека јас со мојот начин на делување е бил неуспешен во мојот град. Тоа не значи дека сега треба да останам пасивен. Напротив, тоа значи дека треба да се бориме за воскреснување на нешто што треба да почне од мојот град Кочани. И секој оној кој што ќе даде поддршка треба да биде прифатен од сите оние кои што сте овие 20 и повеќе години со Владо Павлов. Чудно на вистинито, таа рајска градина или еденска градина е поврзана и со распетието Исусово од Библијата. Чудно на вистинито, во таа рајска градина ние имаме и друг доказ покрај цвеќето на животот, кој што е украдено од Увара Довлочани. Украдено
за да се сокрие вистината за Македонија. Бидејќи цвеќето на животот го символизира етерот. А етерот секогаш оде заедно со кислородот или секогаш оде заедно со водата, со земјата, со оганот и познатите ваши 4 елементи. Доколку ова не го знаеме, нешто што треба да ни биде јасно е тоа што во ова време кога имаме поголемо зрачење, имаме поголемо тровење, се појавуваат како искри и истите ја трошат својата енергија за активирање на нови молекули на кислород. А во исто време самите излигуваат. Тоа е нашиот пулсар, тоа е нашиот кутлеж во нас, тоа е нашата искра на животот, тоа е нашиот оган во наш, тоа е нашиот Бог во нас. Активирањето на кислородот во нас не може да се случи ако нема избувнување на пламенот. А тој пламен е невозможен без етерот. Тој пламен е невозможен без негативниот јон. Тој пламен е невозможен без она што ние самите сме пред се поврзани со органската енергија или без органот. Значи прво наосновно, рајската градина би била органска градина или во превод рајската градина би била резонантна кутија. Тоа значи дека надвор на ово поднебе кај што сега ние денес живееме, на еден дел започнал животот на земјата. Ама тоа не значи дека долу под нас немало живот. На земјата имало живот под земјата. Дали до овде се разбираме и дали можеме да разговараме? Значи, пред да започне таа рајска градина, според мене, имало живот под земјата. Затоа сведочат многу подземни тунели и многу подземни градови. А за тоа сведочи и пронајденото друго едно ново откритие од Кочани. А тоа е матицата. Зашто мајче малку чудно, ама се разбираме. Како може да е чудно, а и да се разбираме. Ја не сум промотор и поклоник на еврејскиот календар дека околу 8000 години има живот на земјата. Што ако земјата имала живот
и кога била во составот на алкоолен системот. Бидејќи е 8 планета на Плејадите. И затоа денес се случуваат сите овие работи, бидејќи нашиот млечен пат и земјата поминува низ прстените на Алконе. Тоест, доаѓа полека кон нивната завршница. Да, мајче, живееле. Затоа што овде имало голема радијација. А истата таа радијација чувствуваме сите ние повторно. И кога поминувала низ прстените, повторно се враќале на земјата. Што е потребно да има живот под земја? Небитниот елемент е водата, етерот, кислородот и водородот. Без македонскиот кутлеш нема живот. И ние денес се расправаме за нешто што секој од нас треба да биде и да се обедини за ова парче земја кој ги има сите овие докази. Ке барам во иднина поддршка за наша активност, за кој што ќе разговарам со многу лица во Битола, да докажеме дека во ова поднебие на Битола и неголемата сакрална енергија која обкружуваат според вас ридови, а според мене пирамиди, сакајте, кажувајте ги германски, еврејски, какви ли не гробишта, тоа е ваше право, ја не сум промотор на Елени и на Ататурк, затоа што во турските архиви никаде ја нема Елени. А тоа значи дека центарот за Битола е резонантна кутија исто така и тоа е Саат кулата. Таа енергија која што тлее внатрешно треба да излегне надвор. Затоа што дојде времето и треба да помине каде секој со секој се кара. А тоа е поради тоа што енергијата мора да излезе. И мораме да дојдеме до една повисока енергетска активност, за да сето ова братски го прифатиме сите ние. Ова нема да ви го кажат во Ротари, а најмалку ќе ви го кажат во некои други масонски ложи, затоа што не знаат. А тие што знаат, контролирано им дават знање колку им треба.
А се што е контролирано е со цел да ги држат под контрола. Кај нас нема контрола. Кај нас е слободна волја. И затоа мораме за опстанок на земјата да започнеме едно семакедонско обединување. Онака како што правевме во Кичево. И да продолжиме уште посилно. Бидејќи сите стари градови се поврзани со друг тип на енергија. Екоенергија. Не живееле тие во темница. Не живееле тие со свеќи. И најбитно од се, покрај свеќето на животот и матицата која што е представена со лик на човек кој носи маска или во превод има маска за кислород. Таа матица која што е пронајдена во Кочани ни потврдува и докажува дека имало живот прво под земјата. А потоа е создадена рајската градина. И тоа е уште еден доказ покрај свеќето на животот. И со матицата пронајдена во Кочани. Тоа значи она ние што го правиме практично денес. И треба да дојдеме до заклучок како да се справиме со она што доаѓа. И секој кој што е космополит ќе ја прифати нашата иницијатива. Радикалите на супер оксид анјони. Дали знаете што значи тоа? Тоа е хемиското име на негативните иони на кислород. Или во превод од свеќето на животот. Затоа велев, ние мораме да имаме музеи во секој град. Па и во Кочани. Ние не можеме да збориме за туризам, а да немаме музеи. И од овде ги повикувам сите онија и кандидати и премиерот Тино во најбрз можен период од тие 100 милиона евра да одвои едно мало парче на сума и да се направи музеј во Кочани, за да овие артефакти се вратат и новите да не се крадат. Ја не зборувам за било што. Ја зборувам аргументирано. Бидејќи свеќето на животот ги представува радикалите кои што се на супер оксид анјоните. И тоа е хемиското име за негативните иони на кислород.
и тие действуваат како такви што ни е представен македонскиот кутлеш. Или во превод, тие действуваат како искри и тие мора да се елиминираат и нови да доваѓаат. Тоа е пулсарот. Тоа е кутлешот. Тој што се плашите да го веете низ градовите во Кочани и низ цела Македонија. А тоа е почетокот и доказ на понова верзија на цвеќето на животот, кој би го ставиле под митологија, а додека новото цвеќе на животот всушност е кутлешот. Или во превод, негативните јони етерот действува како искри, како пулсар. Зошто? Затоа што тие секогаш умираат кога се спаруваат едни со други. Кога еден радикал ќе му отстапи дополнителен еден електрон на друг и како радикали тие исчезнуваат, но во ова реакција се ослободува енергија која мора да се ослободува. А зошто мора? Мора затоа што треба да дојде до активирање на нови молекули на кислород во вид на пулсарот, кутлешот. Што е поголемо од она што ние имаме недостаток денес на радикалите на суперокситанјони, на хемиското име на негативните јони на кислород? И што треба да направиме за да не умираме од тешки болести? Да се тепаме еден со друг, да навиваме, да се плукаме, и сега кого вие озборувате со години уназад? На тој што се бори за се македонско обединување? Што има лошо во тоа? Што има лошо во она што ние на наша слободна волја доброволно се обединуваме за Кичево македонски град, например? И зошто ние македонците треба секогаш да бидеме граѓани од пети ред? Кога ние ќе имаме се македонско обединување, како тоа што се случи во Кичево и во секој град на Македонија, ние нема да бидеме граѓани од пети и шести ред. И тогаш ќе им докажеме дека не ни требаат гласовите, ако ние се обединиме сите заедно. Тоа не значи дека треба да бидеме расисти. Ама мора да бидеме националисти. Затоа што така се сака секоја земја. И така утре ќе се чувствувате како македонци. И нема да ни бегат нашите деца. Затоа што не можат да доминираат нашите сограѓани. А во нашата братоубиствена војна, каде што некој неслучајно измислил се македонско разединување, е целта ние да бидеме граѓани од пети ред. Тоа го знае секој град. Ајде овој пат да направиме се македонско обединување и да ги вратиме сите наши македонски атрибути.
бидејќи без нив нема да постои светот. И повторувам, така е, брате Стојане. Значи, едно што е битно е дали ќе доминираат нашите сограѓани ако ние се обединиме. И нашето семакедонско обединување, независно кој е премиер и на било која политичка партија треба да го приема. И ако е сака Македонија, ние секогаш ќе бидеме македонци, а нема да бидеме расисти. Секој кој што е способен ќе си биде таму кај што треба да биде. Не може да има пропус од сите кандидати во Кочани да зборуваат за туризам, да споменуваат милиони евра, а Кочани ниеден од нив не споменува дека треба да има музеј. И нормално дека увара довлочени, со овој довлочени, се што има ќе зима, ќе запленува и да не знае каде му е трагот. И како да збориме за туризам? Како да збориме за туризам кога нема музеј? Без семакедонско обединување, секој град ќе доживее чашка. Ето така да знаете. Секој кој што нема да верува во ова семакедонско обединување, ќе доживее чашка. Во Велес. Немам ништо против било која нација. Ама сакам да се почитува македонскиот кутлеш. И да се знае еднаш за секогаш. За тие искри, за тој пулсар, за тој наш македонски кутлеш се крие целата вистина на нашите македонски цареви, кои што најпрво биле како најголеми доктори и за кои што сите овие манастири кои што ги знаете во Македонија и цркви пред се биле исцелителни болници. Значи, нашите македонски цареви прво биле најголеми доктори и најголеми исцелители на нашиот народ. И како да не верувам дека Исус не е македонец, кој што го продолжил сето она што го правеле древните македонски цареви како доктори и како исцелители. Или истиот ја продолжил македонската традиција на древните македонски цареви. Дали сега е појасно зошто треба да има се македонско обединување за македонскиот кутлеш, кој што е живот за сите кои што живееме на земјата, па и во Македонија. И зато мора, сакале или не, секој да дојде до заклучок, да знае што представува вистинската улога на нашите цареви
и нашиот Исус преку македонскиот кутлеш. Тоа е тајната на нашите древни македонски цареви, која што Исус како последен македонски цар е продолжил. А сега вие одлучите дали понатаму ги живеете како граѓани од пети ред и нема да се обедините и ќе дозволите било кој друг да ви уценува, да ве гази, само поради тоа што треба тој да ви помогне за да седнете на фотелја. Мора да имаме се македонско обединување. Затоа што ова што се случува е врв на понижување и на подценување на македонскиот народ. И затоа мора да знаете дека ако нема доволно негативни иони на кислород, нема да имаме и доволно енергија. Нема да има испарување на ионите. Затоа што тие умираат и се раѓаат кога се спаруваат. И ваша е одлуката што ќе правите во иднина. Јас сум за се македонско обединување, затоа што живеам во Македонија. Да живеам во Албанија, ќе се борам за се албанско обединување. И треба да почитуваме Македонија најпрво како рајска градина. Од каде што започнало се и од каде што се ќе заврши. Останете ми љубов, во мир и хармонија, ве сакам сите и се е слободна волја и ваша одлука дали ќе ги прифатите овие практични докази кои што се тестирани и проверени во нашите центри за се она што ние сме го научили од древните македонски цареви и од нашата искра на животот, тоест од нашиот македонски кутлеш. Да живее Македонија, љубов, љубов и само љубов, со дух, ум и фанатизам за Македонија. Ви благодарам. Ова тема која што вие предложите за вечерва, ете успеав да ве удостојам. Ке имаме многу теми и пред се ова што го правиме една припрема за нашиот подкаст кој што ќе го носи бројот 13, не Боги 13, и нема да дозволиме никој да го блуди тој број 13, затоа што тоа е бројот на нашите и вашите, или на нашиот цар на царевите и крал на кралевите. И затоа треба да знаете зошто сте македонци, зошто ја сакате Македонија и зошто треба да се борите за Македонија. Ова е припрема за нашиот подкаст кој што ќе го носи името 13. И тоа значи царот на царевите, кралот на кралевите. Она што Павлов и Тимот го започна во 2004 година, го уживеа во 2005 година и цела јавно се уплаши зошто царот на царевите и кралот на кралевите треба да се слави во Македонија. Затоа што овде е бела. Затоа што овде е роден
и од овде се вивна повторно во небото. Исто како што овде е роден Филип, татко му, и овде е погребан каде што е роден. Не го барете Филипа во Бела. Тој ја Бела создадел за се македонско обединување. А барајте го во Ајга Еге. Не е оној кој што го знаете во Грција. Оној вистинскиот кој што е во Македонија. И на кој што му припаѓа таа матица. Затоа што македонците се како пчелите. И тие се раѓаат и умираат и работат за матицата. И едно да знаете, кога македонецот на вистина ќе стане како пчела и кога ќе левитира како пчелата, таа ќе ја создаде матицата ако не е дојдена. Да живее Македонија, македонската матица и македонската пчела. Народот македонски.